Пред 18 години Нисан донесе едно навидум контроверзно решение. Имено, за своите возила, хеджбеци и седани од C и CD сегментот реши да ги укине за да на пазарот воведе кросовер. Тогашните аналитичари беа малку скептични околу тоа решение, но Нисан истраја во својата борба. Тоа значи дека 18 години подоцна Кашкај стана бестселер. 4 милиони продадени примероци за 140 пазари низ светот и денеска тука во Португалија се соочуваме со рестайлингот на третата генерација на Кашкај. Што носи тој? Што има ново во него и кои се неговите погони? Нешто покасно во Автомагазин. А сега тргнуваме со флеш вестите. Добре дојдовте. После серијата најави, Мате Римац гордо го представи новиот модел на Бугати кој делумно е развијан и во Хрватска. Го носи името Турбилон, кое води потекло од часовничарската индустрија и представува специфичен механизам кој за поголема прецизност во покажувањето на времето го отстранува влијанието на гравитацијата. Прикладно избрано со него сака да се покаже дека со новиот модел марката тргнува во нова насока во која подобро е интегриран модерниот стил на живот. Изгледа многу слично на Широн, но нема заеднички работи со него. Карбонскиот монокок и ослонувањето се нови, а 16 цилиндри на моторот, развиен во соработка со Косфорд, сега се распределени во класична V формација. Тој постигнува 9500 вртежи во минута и од 8,3 литри работна зафатнина без турбокомпресори извлекува 1000 коњски сили. Двата електромотора на предната оска и третиот поставен меѓу моторот и менувачот додаваат уште 800 коњи, со кои Бугати Турбилон до 100 км на час ке забрза за 2 секунди, до 200 за 5, а до 300 за помалку од 10 секунди. Максималната брзина е ограничена на 445 км на час, а батериите од 25 кWh кои работат на 800 волти обезбедуваат поминување 60 чисти електрични километри. Внатрешноста е врвно дело на најдобрите мајстори во индустријата, не само автомобилската. Инструментите се навик на часовник во кој големата стрелка ја покажува брзината, а малата бројот на вртежи на моторот. Првите од вкупно 250 примероци од Турбилон, колку ќе бидат направени, се очекуваат во 2026 година по цена од 3,8 милиони евра. Бескомпромисното проектирање, високите стандарди на изработка и секако страста да се сака тоа што се работи се основните состојки на формулата на Астон Мартин, која се употребува повеќе од 110 години. За тоа време компанијата си имаше своји борби, но никогаш не се поколеба да отстапи од наведеното. Затоа и не треба да изненадува што 90% од сите било кога произведени возила и денес се во возна состојба. Според Алекс Лонг, кој е раководител на Астон Мартин за производствена и пазарна стратегија, тоа се некаде околу 100.000 автомобили. Дури и ако го исклучиме трендовскиот DBX, сепак остануваат 80%. Според Лонг, компанијата ги следи автомобилите кои се уште се во употреба и е во контакт со нивните собственици доколку нешто им треба. Тоа посебно се однесува на ентузијастите кои вложуваат многу љубов и пари да ги одржат своите возила во исправна состојба.
Во присуство на председателот на Република Италија, Ферари ги отвори вратите на својата нова фабрика во Маранело. Горди на незината енергетска ефикасност и климатска неутралност, раководството на компанијата објави дека во неа ќе се произведуваат возила со 3 вида погонски групи, со мотори со внатрешно согорување, хибридни и електрични. Има површина од 42.500 квадратни метри, се градеше 2 години, а во неа ќе работат околу 300 луѓе. Се напојува со струја од повеќе од 3000 соларни панели со капацитет од 1,3 мегавати, а дождовницата се собира, пречистува и употребува како техничка вода. Во организацијата на низиниот внатрешен простор пред се мислело на луѓето, чии високи ергономски работни станици се прилагодливи според задачата што ја извршуваат. Ке им помагаат и паметни роботи, а 30% од вкупниот простор е оставен слободен за иден развој, што се однесува до се уште неименуваниот електричен автомобил кој се очекува да дебитира кон крајот на 2025 година, се прочу дека ќе чини најмалку половина милион евра, што Ферари не го коментираше. Нова недела, нов кинески модел на европскиот пазар. На ред за лансирање дојде и интересниот NIO EL8, со кој перспективната компанија директно ќе го напаѓа BMW iX. Складно дизајнираниот кросовер доаѓа со 2 пакувања батерии кои му овозможуваат автономија од 390, односно 510 км и 2 електромотора со вкупно 653 конски сили. Има алуминиумска структура на каросеријата и 6 седишта, а внатрешноста изработена од еколошки прифатливи материјали, вклучувајќи ја и пената во седиштата добиена од соја. Изобилува со високи технологии, меѓу кои лидар, 33 интегрирани камери и сензори и 16,3-инчен head-up дисплеј. Овој модел, кој во Кина се продава под ознаката ES8, во Германија ќе чини 83.000 евра без батерии. За нив ќе треба да се доплатат 12 или 21.000 евра во зависност од големината, а може да се изнајмат за 170, односно 290 евра месечно. Моделот ќе биде достапен уште во Данска, Норвешка, Шведска и Холандија. Италијанците не се шегуваат. После Stellantis удрија и по DR Automobiles, и тоа жестоко. Само именуваниот производител од Агенцијата за заштита на конкурентноста доби казна од 6 милиони евра заради тоа што кинеските автомобили што ги продава ги представува како италијански. Во документот на 71 страница детално се опишува што се при своите контроли открили инспекторите кои навистина ревносно ја имаат завршено работата. Неправилности има доста, од тоа дека се увезуваат готови возила на кои единствено им фали логото до употребата на италијанското знаменце во одредени рекламни пораки на компанијата. Освен доведувањето на купувачите во заблуда, им се забележува и за недоволно добро снабдување со резервни делови и исполнување на гарантните обврски. Основана во 2006 година на југот на Италија, оваа компанија долго време живуркаше под радарот и на автомобилскиот свет и на државните органи. Се до пред 3 години кога нагло започна да го шири бизнисот кој лани со продажбата на повеќе од 36.000 автомобили и донесе приходи од 700 милиони евра. DR Automobiles е присутен на пазарот со десетина модели од неколку кинески производители, најмногу од Chery. Петнаесет години вие одбирате, ние купуваме за 24 часа. 15 години на 10.000 клиенти. 15 години општествено одговорна компанија. 15 години доверба. 15 години лидери на пазарот. Финансираме патнички возила, комерцијални возила, камиони, пловни објекти, опрема и машини за вашиот бизнис.
Сигурно имаш прашање. Како? Како можеш да поминеш 400 километри за само 300 денари? Размислуваш? Се обидуваш да веруваш. Со Volkswagen ID3, ID4 и ID5 ги имаш сите одговори. Денес техниката прави чуда. Електричното станува неверојатно привлечно. Одбери Volkswagen ID и доби пакет за 30 бесплатни полнења на турбополначите во Porsche Македонија. Volkswagen. Porsche Македонија. Метрополис, број 1 радио мрежа. Кога ќе ве привлече нешто, а не знаете зошто. Во тој момент како некој да зборува со тебе. Запознај го новиот 408, со дизајн кој завидува повеќе отколку што очите можат да восприемат. Алюр и страст од секој агол. Тоа што вистински зборува со нас е нашиот внатрешен глас кој страстно шепти од нашата душа. Алюринг, новиот Peugeot 408. Citroen продолжува со преобликувањето на својата гама. После C3 ја лансира и неговата кросовер варијанта. Иако во основа е унапредена верзија на моделот за Индија и Латинска Америка, новата генерација на европскиот C3 Aircross има поинаков дизајн кој компанијата ни го покажа во април, но со малку информации за техниката. Сега се знае дека кросоверот долг 4,39 метри, во кој има место за 3 реда седишта, ќе има бензински, хибриден и електропогон. Основната опција е 1,2 литарскиот турбомотор со 100 коњски сили кој ги задоволува Euro 7 нормите. Истиот мотор засилен со 48 волтен хибриден систем интегриран во 6-степената автоматска трансмисија испорачува 136 коњи. Купувачите пак на електричната верзија ќе мора да се задоволат со 113 коњи силниот со кој C3 Aircross ќе постигнува максимални 145 км на час. Малку разочарувачки делуваат литиум железофосфатните батерии со капацитет од 44 киловат-часа, со кој ќе помине околу 300 км, но Citroen за до година вети и модел со поголема автономија. Теренските способности се поддржани само со клиренсот од преку 20 см, а младешки модерната внатрешност е минималистичка во духот на едноставноста и практичноста што марката долго време ги негува, посебно кај своите помали возила. Пријатно изненадување се цените, кои во Франција ќе стартуваат од 19.400 евра за бензинската изведба, хибридната ќе чини 25.500, а електричната 27.400 евра. Иако досегашната генерација се произведуваше во Шпанија, новиот модел заедно со својот технолошки близнак Opel Frontera ќе доаѓа од Словачка. Кога Ауди прави подобрувања, тоа се темелни и ништо не е оставено на случајот. Во новото семејство e-tron GT можеби на прв поглед нема направено многу, но кога ќе се видат спецификациите, тогаш се симнува капата. Основа на новата генерација е пакетот батерии од 97 киловат-часови кои се за 9 килограми подесни од претходната генерација. Подобрен е и регенеративниот систем за сопирање кои се зголеми од 290 на 400 киловати и може да се прилагодува преку лопатките за дволанот. Новиот модел поминува до 609 км со едно полнење под идеални услови. Зголемена и брзината на полнењето, што значи дека батеријата може да се полни од 10 до 80% за само 18 минути, додека за 10 минути се обезбедуваат 280 км возење. Толку околу практичноста. Сега малку ќе зборуваме за перформансите. Значајни промени се направени и кај електромоторите на e-tron GT.
Основниот модел, сега познат како S e-tron GT, има пар мотори кои се комбинираат да произведуваат 670 конски сили. Во меѓувреме, моќноста на RS e-tron GT е зголемена на 845 конски сили, а новиот предводник ја носи ознаката RS e-tron GT Performance и спорачува 912 конски сили, го абсолвира спринтот до 100 км на час за само 2,5 секунди, а крајната брзина е 250 км на час. Во Европската Унија, новиот S e-tron GT се продава од 126.000 евра. BMW многу мудро ја разработи својата стратегија. Покрај забрзаната електрификација, баварците не се откажуваат од моторите на согорување. Таков е случајот со обновениот X3. Задржано е актуелното меѓуоскено растојание од 2865 мм, но сега кабината е подолга за 34 и поширока за 29 мм. Визуелниот отисок се приближи до изгледот на X7. Предницата ја карактеризираат големите бубрези кои сега се осветлени кај најсилната изведба M50, додека останатите ќе може да го добијат како опција. Ново меѓу кросоверите на марката е контроверзната шема на маската составена од вертикални и диагонални линии, која е резервирана за изведбите со приклучен хибрид. BMW вели дека кај новиот X3 каросеријата доби подсврста структура. Има подобрено подвозие и однесувањето во свијеци добиено со различни геометриски измени што ја зголемуваат прецизноста и стабилноста на управувањето. Ажурираниот интериер треба да ја зголеми атрактивноста и престојот во кабината. Имплементиран е веќе познатиот заоблен дисплеј кој ги обединува инструмент таблата и инфозабавниот екран. Технологијата OS9 на BMW овозможува ажурирање преку воздух и им овозможува на собствениците пристап до апликации за стриминг на музика и видео, вести, навигација со зголемена реалност и игри. Дволитарскиот бензинет сега испорачува 208 конски сили и 400 Нм, додека забрзувањето до стотка остана 7,8 секунди. 3-литрениот 6-цилиндерски твин турбо бензинет сега е засилен на 398 коњи и 580 Нм. Тој ќе ја задвижува верзијата M50. Во понудата остана и 2-литрениот 4-цилиндерски турбодизел со 197 коњи, кому ќе му се придружи и 6-цилиндерскиот дизелаш во средината на идната година. Во гамата е понудена и верзија со приклучен хибрид, која ја носи ознаката 30E. Таа го комбинира дволитрениот бензинет со електромотор интегриран во 8-степениот автоматски менувач и испорачува системска моќност од 299 конски сили и има електрична автономија до 91 км. Продажбата на рестилизираниот X3 започнува во почетокот на четвртиот квартал на годинава, кога и ќе пристигне во Македонија. Што се однесува до цените, нема прецизни податоци, но секако ќе биде малку поскапо од актуелната верзија. За 80-тиот роден ден Nissan Qashqai доби фейслифт и тоа онаков за да биде блиску до изгледот на електричната Арија. Nissan Qashqai нема електричен погон, но има иновативен хибрид, кого ќе го објасниме подоцна. На самата маска на ладилникот се гледа новата форма која е инспирирана од јапонските древни војни, поточно од самураите. Тие носеа ваков оклоп кога одеа во борбите. А зборби ќе има Nissan Qashqai бидејќи е предводник на цела класа. Тој кога се појави на пазарот немаше кросовер од овој сегмент. Затоа е подготвен да ја задржи лидерската позиција и порачува дека со новиот изглед ќе биде уште поатрактивен за неговите поклоници.
Сами приметувате дека и светлосните групи се темелно сменети затоа што Nissan се приближува, како што реков, до електричната арија. Испод хаубата имаме иновативен погон, но битно е да се каже дека за овој рестайлинг не е направена никаква измена на подвозјето, ниту пак димензиите на каросеријата. Таа изгледа исто особено на страничниот дел, а забележливи се новите тркала, кои се резервирани за нивото на опременост, кој исто така ново и се нарекува Nissan N, инспирирано од спортската дивизија на Nissan. Задниот дел исто така не претрпе големи промени, но нова графика имаме на стоп светлата, кои даваат една посемена и воедно подинамична линија на целиот заден дел. Во гепекот не е сменето многу. Има доволно простор за се она што треба да биде на располагање и на подолги патувања на едно 4-члено семејство. Но пред да го видиме интериерот, сигурно ве интересира што е ново во гамата на Кашкај. Задржани се mild hybrid моторите, но вистинска новост во гамата на Кашкај се наоѓа испод хаубата. Така наречен и Power, сочинет од бензински мотор од 1500 кубни сантиметри со турбополнач и електромотор кој е сместен исто така напред. Тој има погон на предните тркала, а бензинскиот турбаш од 190 коњски сили не е механички поврзан со подвозјето, односно со погонот. Неговата улога е само да ја полни 1,8 киловатната батерија која ја го храни електромотор. Ова е тој иновативен нов погон на Nissan. А да видиме како тој функционира во возење. Оно што е вистинска новост е интериерот на Кашкај. Веднаш се забележуваат двата големи дисплеи кои кријат многу информации. Испред возачот е кластерот со инструменти 12,3 инчи и овде имаме исто така 12,3 инчен монитор кој дава јаснен преглед на целото мени што се однесува до инфозабавата, но и за асистентите на возење. Nissan големо внимание посвети токму на развивањето на својот инфотеймент систем, бидејќи оваа генерација на Nissan Qashqai е првиот Nissan наменет за Европа кој и е развиен со Google. Така да на располагање ги имате не само Google мапи, туку и на располагање ви асистенција од вештачка интелигенција, дури и со гласовни команди можете лесно да дадете смерници што сакате да постигнете од температурата во возилото, радиостаниците или пак некои други менија. Она што е забележливо е минималистичкото уредување на централната конзола, но во ова ниво на опременост Nissan N имаме богата и раскошна внатрешност. Седиштата се преслечени во комбинација со кожа и алкантара, која е многу пријатен материјал, иако е вештачки. А алкантарата можете да ја забележите дури и на централната конзола. Заедно со амбиенталното осветлување има 64 бои и амбиенти да изберете. За жал, на ова силно португалско сонце тоа е невозможно да се демонстрира. Што се однесува до седењето, возачот има јаснен преглед на сите инструменти, на head-up дисплеот, а седењето е извонредно ергономско. Во целата внатрешност се чувствува дух на раскош и на
естетика која досега во Nissan била само во граници на рационалното. Сега Nissan покажува дека знае да размислува и раскошно. Уште малку ќе посветиме време на интериерот. Малку е дискутабилен задниот простор, барем така ги зборат оние што имале до сега Кашкај. Па да видиме каков е тој позади. Судејќи според димензиите на Кашкај, тој нема потреба да биде критикуван на задната клупа, но да видиме, еве и да се увериме дали е тоа во ред. Како што видовте, возачкото седиште е наместено да ми биде мене како што седам за возење, а зад него гледате дека има доволно простор и за колениците и за главата. Можете дури и со шапка да влезете во натрешноста. Раскошните материјали се забележливи сегде наоколу и навистина во ништо се нема импровизирано, па дури и на задната клупа. Да, една мала замерка. Може би Nissan би можел да направи повеќе за просторот за стопалата. Реков, има доволно место за колената, но стапалата не можете длабоко да ги сместите внатре за да седите уште покомодно. На прв поглед Кашкај навистина остава висок печаток. Тргаме во возењето и веднаш се чувствува благодетот на комбинираното возење, на комбинираниот погон. И едва чекам да излезам на отворен пат. Од 2026 година Nissan планира на пазарот, на светскиот пазар, да изфрли 16 електрични автомобили, а во Европа 6 електрични, потполно електрични возила, односно батериски електрични возила. Но новиот Кашкај нема батериска електрична верзија, но има хибридна верзија. Неговиот хибрид функционира на следниот начин. Испод хаубата имаме бензински мотор, 3-цилиндерски турбаш со 190 конски сили. Неговата улога не е да ги врти тркалата, туку само да генерира струја за да може да се наполни преку инвертерот батеријата, која пак го храни исто толку силниот електричен мотор. Што се добива со тоа? Потполно движење на струја и многу помала потрошувачка на бензин, значи и помало загадување. Но што е со перформансите? Тие се сосем добри. На моето возење успеав да поминам повеќе од 350 километри со Кашкај, со моделот изведбата и Power, која ми остави силен впечаток. Она што многу ми се допаѓа, ја имате комбинацијата на струјата, перформансите кои се добиваат од електричен мотор, но и звукот на бензинскиот мотор, што на многу возачи им фали додека возат електрични возила. Тоа посебно се слуша кога ќе сакате динамично да забрзате. Не знам дали ќе можете во овој момент да го чуете тоа, но забрзувањата се катапултски, а сепак имате и добар звук кој ве подсетува дека автомобилот пред се е механички склоп, а не само електроника. Кашкај е спортско корисно возило, што значи дека има високо точка на тежиште, но таа е добро испеглана, добро избалансирана, па на овие патчиња кои изобилуваат со свиоци можете да си го пуштите малку расположението и во свиоци. Овој склоп, амортизацијата, но и подбирањето многу добро функционира, па ви дава чувство исто како да возите една повисокостопмена лимузина. Но сепак е многу добро пригушен. А кога возите динамично низ свиоци, се слуша бучавоста на моторот, а тоа е она што секогаш фали кај електричните возила. Имате многу погенерично чувство за возењето и многу подобро примате контраинформации од патот, но и за брзината со која се движите. За жал, кај електричните возила тоа е невозможно да го добиете. И ова е тоа што ми фалеше цело време.
малку да се издувам низ свиоци, а во свиоците Кашкај се однесува многу зрело. Впрочем, овој модел наполни 18 години предводник е на една цела нова класа која направи не само револуција на пазарот, туку и ги потисна класичните лимузини, седани и хетчбеци од C и CD сегментот. Со e-Power технологијата јас симнувам капа на Nissan. Навистина направиле одличен склоп и за возење, и за уживање, и за комфорт, удобност, но и ергономија. Сакам само да потенцирам дека и оние микровибрации кои се јавуваат на нерамнини или под динамично возење се одсутни од внатрешноста на Кашкај. Па поради тоа го оправдува епитетот на омилен семеен кросовер. Иако е погонот само на предните тркала и високо е тежиштето, Кашкај се однесува многу стабилно и ги слуша сите команди кои му ги давате. Класичните надуправувања кои се типични за моделите од оваа класа со погон само на предните тркала изостануваат. Па ви дава едно посебно чувство за воланот и можност да се издувате, барем на патишта каде што тоа е дозволено. Нешто повеќе од 350 километри на навистина комплицирани услови во возење. Имавме многу свиоци, многу качување на висини во планините, но и многу возење на автопат. Првиот впечаток за Кашкај е извонредно позитивен. Пред се, поради неговата економичност, со полн резервоар имате простор да поминете нешто повеќе од 900 километри во возење, како што реков, во вистинско возење на вистински механички склоп, бидејќи Кашкај ви дава интеракција кога го возите како автомобил кој оди на погон со мотор на согорување, но да ве подсетам, единствениот погон што го движи Кашкај, тоа е струјата. Тој треба да пристигне кај нас во есенските месеци, но за жал нашите домаќини Nissan Европа не знаеа да ни кажат по која цена. Судејќи според технологијата, Кашкај нема да биде најефтин во класата, но далеку од тоа дека нема да вреди за парите. Воедно, тука завршува 28-та сезона на Автомагазин. Ова беше едно прекрасно возење во последните 40 епизоди и ви најавувам дека од септември ќе се потрудиме да ви донесеме уште интересни збиднувања и интересни содржини во Автомагазин. Страшно ви се заблагодарувам што не следевте. Остануваме цело лето да се дружиме заедно преку нашиот веб-сайт automagazin.com.mk. А вас ви посакувам долго, безгрижно лето. Наполнете ги батериите, затоа што од септември ќе има уште нови предизвици. До гледање.